Славно победи, живте, од гроб воскресна, живте, од слава Божия, не води на водеше.
Отново ние доаѓаме тука во домот кој за да се попомне и да ја искажеме нашата вера и да ти благодариме Господи за се она што направи за нас и за нашето спасение. Ти благодариме Господи за Твојата Света Син, да го даде само да биде нова и Господи од нас. Фала ти Господи за това радостна вест. За това Евангелие, което върши на всеки свет. Благодарение на Твоите верни апостоли и на Твоите апостоли, да апостолите на Твоята заповед. Да отидат и да верваме радостната вест на всеки страни. Фала ти Господи, що ова радостна вест има и за нас и ние можем да се оправим на Твоите пенси. От Твоите слуги, кои што имаат право да гледаат лицето Твое, кога ќе не земеш во небесните представи. И таму, Господи, вечно да се радуваме за цела вечност. И радоста наша нема да има крај. Господи, помолам сега, преку силата на Светиот Дух, отварај нашите духовни очи, за кои ќе го читаме Словото, да може да го разберем, тоа длабоко да го разпознаме. Господи, ако има нешто, што не е поволно за Твојата страна, поправи на коригиране, помогни да одеме по патот Твој, радостни, знаејќи дека имаме чист спасител. Еднакво чист спасител, и дека гром казва. Фала ти, Господи Исусе Христе, што ти секој ден се постави. Твоите седмици, се молиш пред Отец. Фала ти, Господи, за Твојата грижа и за нашите телесни потреби. Секој ден да станаме со сите потреби. Фала ти, Господи, сега помолиме да одопреваме оваа грижа, дај ни Светиот Дух да се стане, да можеме да ходиме до Тебе, да се радуваме од срцето и да се славиме. Видите ли нас велико место да ходиме. Имам текстот од Дела апостолски, прва глава, од првиот стих, и Дела апостолски, 10 глава, 34-35. Првите проповеди Словото. Првата книга Дела напиша се она правеше и почуваше четото, а сето дело кога се водише одреку Светиот Дух и даде заповеди на апостолите, што беше исправно и своето страдание представише со многу верно. Јавувајќи се 40 дни и зборувајќи за Цар Божи. Историот текст, 7 глава, kada se Петар се наоѓа во домот на помеби, тогаш Петар ја отвори и береше. А вистина сваѓа дека Бог не гледа на лице, туку напротив, нема некој во секој народ оној кој има правопочет. Него ставува праведност. Тој ги го прави на новите Израелови слободно да го разпредели преку Исус Христос, преку Господ.
Вие знаете за сето она што се чуваше од цела Јудеја. Почнувајќи од Галилеја, покрштавањето што го проповедаше Јован, како го помаза Бог со Дух Свети и со сила Исус од Назарет. И како тој одеше вршејќи добри дела и исцелувајќи и сите што беше нападнат ѓаволот, зашто Бог беше со него. И ние се разгледали за се што направи тој во земјата Јудејска и Иерусалим. Него го узеа прикупувајќи го на крст. Него колку воскресна на третиот ден и му даде да се појави, но не на силата, туку само предизбраниот Бог светите, кои јавени и вијат на својата од неговото воскреснување од мртвите. Сега предлагам текста. Првата песна, предвиден нова вестина, песната број 132. Песната 132. Воскресна Исус Христос, жив е опет. Се возна се на него, на сите Господа, победител на народот, тој тогаш стана сам, за спасител да биде на верни со себе.
Zato se poslušao Hristos ostaje. To je sigurno tako da izdvojene za pročitanje testovi koji su na glasova neka Gospod Isus Hristos postaje da za mnogo verni to. Apostol Luka veli дека по воскресението Христос се јавил на Господи и се представи жив од своето страдание до ново верност. Избавајќи се преко 40 години, изборувајќи се за таа болест. Дела Христос. Зашто ми се јавил Христос? За да набира то Велот, Иерусалим, Јован, Самарија, и дури до крај. Дела Христос. Апостол Јован, она што беше ученик, она што чуе, она што почне своји било, што го разгледа и што раката наши го опипа. За словото на животот, и животот се јавува, и видовме сведочење, и да известуваме вечниот живот, кој беше во Отцот и нам се јавува. Она што видовме и го чувствуваме, за тоа да известуваме, да и вие да имате општење со нас. А нашето општење е со Отецот, Богот Син Исус Христос. И ова ради го пишам, за да биде радоста ваша Бога. Први Јован 1:4. Што сведочи дека Господ? Она да биде слушна и опитвана. За да бидат ефикасни сведоци, учениците требало да знаат дека Господ Исус Христос е Господ. И дека е жив, никој не би бил толку да отиде да го проповеда Евангелието и да го даде својот живот само на Господ. Кој би сакал да умре само на Спасител? Никој се радува. По разнувањето на Христа, сите апостоли дека се скриле во страна од тие да не бидат спасени. Нивната надежда е Пан. Тоа може да го видиме во изјавата на 20 ученици што одведе за Емаус. Меѓу другото тие велат: а ние се надеваме, одио, оној што треба да го исполни Исаија. Лука 24. За какво исполнување става въпрос? Тоа очекувале тие. Тие очекувале исполнување од Римското, а не спасение од Бога. Но без смртта на Месијата нема спасение. Затоа Исус ги упреми: о безумни тврди, да верувате во се што ради не требаше да пострада Христос и да влезе во својата слава. Лука 24. А потоа на другите апостоли кажа: ете, тоа е она, зашто ви зборувам уште додека со вас. Кој треба да се исполни се што е напишано за мене в законот, Мојсеј и кај пророците и во Псалмот.
тогаш животът му за да ги разбира истина. Им рече, така е написано, така трябваше да постане на Христос и да възкръсва мъртвите на средния ден. И да биде проповедано до неговия покаяние, ставане на Бога и всички народи. Словейте Божия, а вие се дойдете слово. Духа дайче, ще видите. Исус им се ява на своите ученици, за да ги утвърди в вярата, да ги освободи от страха и от съмнението, на които им се представи по своето страна со много верни докази. За тия много верни докази слушаме по Евангелието, по Марко, Лука и Йован. А за това пише и апостол Павел по първа Коринтяни 15 глава. Доказите са много важни. Нашата вера в Господ Исус Христос е премерена над свързани с негови докази. И апостол Петър, следващи за Христос, кога бил подобен на домени и другото. И ние сме сведоци за също нападено от Седмите действия и в Иерусалим, както убия младите. Него Бог възкръсна на този ден, да се появява, но не на целия нам, само нам, предвиканите от Бога сведоци, koji яде и иде на сонете, по неговото възкресение от нас. Дела посетителите, на които им се явява Исус на апостолите. Кога им се явява на апостолите пише, а тие, така будете уплашени, помислят и гледат, но он им рече, то се плаши, и защо тази близки прикува са ставащи. Видят и гражданска мои и носите мои. Я съм истина. Добре се до мен и денете, защото тук няма тела и пласки. А като ще гледате, аз знам. Ако го рече това и ви покажа разлики и носите, но другите от радост случите ми друга и се чудя, они рече. Имате ли овде нещо да ядете? И му дава парче пиво, печена и мен посака, и кога седе, ядеше пред. Утре парче е изселен да ще ви се. Също яде и пие Господ Исус, което ученици. После спеседи. Дали затоа што бил платен? Не за това. Той яде и пие соли, за да е нахвално дивната вера. Да знам, това не е патърно да, дека не гледа бивно после всичкото просто. Да имам доказ, връзко неговия доказ, да няма причина за никакво съмнеш. Едно, поводът, но неговото предство. Било прославено дело, вечно, не разслабило, кое няма да продължи. От своето ставане и съвстрастни жизни много бедни. Ето тия много бедни докази изключен с апостол Томас. Кога се събрали апостолите заедно с Неделя вечер, и кога Исус им се явил, това не бил негатив. Защо не бил негатив? Да знае, да пише. Вероятно бил разлъчен и обочен. Другите ученици му рекли, увидят Господ, а той им рече, или не видят нашите принципи, него. И не го става на Господ свои блатани, принципи, и не е става на раката своя вред на него. Нема. Исус възкръснал по Неделя наука, а вече пусна своите ученици. Тома сакал да верва, но Бага възкръсна Господ.
Кога кажат дека нема да веруват во него, не бара ништо повеќе од останалите апостоли. И тие не веруват тоа. Колко што одише на гробот, понедела многу рано речени. И во Лука 24 преди Марија, Јоан и Марија Неговова и други своји. И отише со цел да го помогнат дело Христос, со видици, со мир. Но кога пристигнале до гробот, тој бил празен. И ја слушнале данашната вест за Христовото воскресение од ангели. Па што се даде гробот и му сообща сето тоа на 11 и на сите други. Лука 24. И како ја примене оваа вест со апостолите? Со вера. И нивните зборови изгледаа како влага и не и погреба. Пред Лука 24. Меѓу тие 11 бил Тома. Значи и тој и другите не погребуват. Сите се сумњаваат и баре сврст доказ. Дори апостол Петар, јавно добро, со трчење од тршот потиче до гробот. За да се убере дали навистина е празна. Никој не очекувал дека Христос ќе воскресне. Зошто? У Јован 29, зашто уште не го знаат дека Он треба да воскресне. И не само тоа Исус и угодно пајцата што оде кон Емаусов Божите, безури тврдо срце. Значи, не само тоа, видите тврдо срце, да треба целото писмо, а не само на она што им се допаѓа. Како они што си имале своја визија за Месија. Сите биле исти како Тома, неверни и сите заслужувале упор. На сите што ја слушале вестото од Воскресението и гледало како дале не пресудува. Тома сакал лично да види, да се убеди. Тома имал искрена желба да види и да го добие. Понатаму читаме што се случило. А по 8 дена учениците некои пак ја собрани. И просмасли, тој Исус кога обратата беше заклучен, зашто застана помеѓу и рече: "Има потоа му рече на Тома: дај го прстот свој овде, иди ти раците моите, дај ја раките своје и ставија ребата мој. И не верни во верните." Јован 20:50. Откако ги познал со зборовите нема, се свртал директно кон Тома. Имал доброто да виде раните неговите, да ги добре со прстот свој, онаква каква што им очел. Тома бил запрепастен, изненаден, посрамен. Прв пат се сретна со Исус после воскресението, а Исус веќе знае се за него. Тома веднаш сватил дека Светот е Синот Божи, Бог човек, Исус Христос, кој семоќен и севнечен. Верувам дека Тома паднал пред очи. Тоа ќе кажам што е најголемо сведочанство за Христовото божество и господарство. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог. Јован 20:50. Од тој ден Тома веќе не се промени целосно. Тој е единствената личност од Новиот Завет што го нарекува Исуса Бог директно во очи. Апостолите напишале своите писања дека Исус е Бог. Но ова е прва изјава некој да каже колку е. Апостол Јован сватил случајот со Тома, поставил
Оставил случаето на своята Евангелия, затоа што тој најмногу го потенцира божествената страна на Господ Исус и таму го взел. Неговото Евангелие е посебно и најмногу го нагласува Исус како Бог. Овој настав е посебен и за дома и за Библија. Господ Исус Христос дозволил тоа да се случи, за да се дава Бог историја. И сакал да го слушне тоа кратко, но често се дошло од устата на Бога. Господ Исус Христос очекува истото се участва да го слушне од секој христијански ученик. Да не е вистина дека Исус е достигнал Бог, немаше да му достигне тоа да го уважава. Што би направил? Што би му кажа, ако не беше така? Би му кажа, немој това, не го прави това. Да Бога Отецот се поклони и става на него устри, не на мене. Да би му кажа, не беше истина. Но Исус не му кажа, го припати неговото уважаване и му отговори. Това ти повярвам, от не виде. Важно ли се вали е виде? Така това. Йована 25. Во Евангелијата читаме за многу благословени. Многу важни се. Еве, например, Матеј 5. Важни се важни се важни се пророци, важни се важни се чистите по срцу, важни се мирни борци и така натаму. Но еве сега Господ така едно блаженство. Важни се овие а поводува. Живата вера се телени Богото поведено и спочатното на светови от нашата совест. Апостолите били изверени да бидат сведоци за все по-нашето видење, кој го припари со своите рази. И сето тоа го запише. А целата на писмени документи била сите што се читат да поверува дека Исус е Христос, Син Божи, и верувајќи во да има живот. Јован 20. Никој од нас не повидел Исуса со своите телесни очи. Но го верува. На тој начин се регнуваме со важност, што го кажа Исус. Кога читаме со вера во Светото Писмо, Светото и ги отвора духовните очи, да го видели Исуса пред вера. Затоа вели апостол Петар, така проповедајќи на сите, да се радува во Христа, јако не го гледа, затоа што тоа ќе им донесе потоа, чест и слава, која ќе се појави Исус Христос. Прво Петро 1:7. Истинскиот Исус Христос е оној кој има 5 рани на телото своје и е Господ и Бог во телото. За него сведочат неговите апостоли и знаеме дека частното ги има истинство. Тоа ни го открива Светиот Дух кој живее во нас. Од тој настав, тој не ги напушува повеќе богослужби со вирањата на учениците. Кога Господ им се јави за Исус на небесното море и улови на како за време на Вознесението и тој е таму. Кога биде собрани на моето на горната соба, во Иерусалим и доаѓањето на Светиот Дух, тој е таму. Кога апостол Петар го одржа својот говор на духовне и се обратени и јадници и тоа го таму и го одобрено од традицијата оставено одзор на Христа. Така проповеда Евангелието. И стигнал до Индија. Таму Господ црква. И гледа се таму има христијани, преку тоа
Открива християнството личните предца. Има много общи предания за него. И неговата мисия там. Много други преобразят от государството в християнство. Това не е помагало на Аморен цар, отдател на войници за наука. Традицията е като начини за виси. Е като пробвали са Бога, Бога се молил на Бога. И пред Господа Христос и безпечно на учениците Втора, като Него и Него пата. Но вие това не го разбирате. На това може, за това може да учите Рома 16-21. От да живот на Исус на своите ученици да им открива дека он трябва да отиде да остави на Господа много от старешите, първосвещеници и левици и да види умне на третата Матей 16 глава, това може да учите го. Марко и Лук. Вие не можете да разберете. Тут се мора сега да пострада и да учите. Не можете да го прихвата това. Но и двете го обика от нас страна и почва да му се гледира. Мисламе милости в Божия Господи. Това се тема няма да се случи. Матей 16 учениците не да говорят това, че се открива той, идеи и си мислят, си имали своя представа за него. И когато видите как намираме, как го пака, мапа, изплува Исуса, те се разгледат, се разучават и изгубят начин. Жените не верували и не очекували да Исус е Бог, и яко той го отише на много. Защо отише на много? За да се сретна, за да се сретна, не е да се но помага много първо се приготвили и проблемът е много мъртво теория. И затова вие толкова много шокирани, когато видите камък отвора, много краса. Те възкръват. И когато леге, било наше телото на Господ Исус. И додека се чудя на това, Богата човека се стана, това сама и облики. Вие се ваши на бедна лица на земята, а Бог изрекла, стойки го барат за живиот, като мъртви. Он не е воде, а Бог за тета се, както ви рече, да беше живота, говорите дека сила човече трябва да бъде предата на други грешници и да биде разпад на предите на Божието и се сетя на Божите корови. Лука 28. От како сите апостоли се уверили в възкресение на Господ Исус Христос, това радикално по-променливо на учението. Вие срещу да видят на себе и да не различат тази радост. Но Исус ви казва, вие продължавайте се представите, че те приходят за кое се слушаме от мене. Те примете сила, кога пръст вас ще следващите тук и ще видите сведоци в Иерусалим, в цялата Юдея и Самария, дори до края на земята. Дела просто първо да учим. За да отидат насекъде и да сведочат за Христос на секъде в земята, било потребно да следва преди Светиот Дух, защо без него няма свет. Ако ракетата на Евангелието е това, дека Христос умре за нашите грехове, което писано, дека Он беше погребан и дека на третиот ден води писано, дека парата го предени за нашите грехове. Смъртта и възкресението на Христос е най-добре работа на Евангелието. Всеки, който ще служи и повярва в това, ще се спаси. Когато провери
Христос умер за нашите грехове и воскресна за нашето оправдание, това беше нашето живот, радикално спомена. Исто како се прави на Неговото учение. Прашаме, како гледаме ние на Христос? Не е доволно само да гледаме на Него како на една историска личност или како на един пророк. Това нема да не става. Те владика Него припада Исус по нашите спасителни Господ, кој умре и воскресна за нас, не може да бъде. Понатаму словото евангелие на Христос се води се към Неговото и се односи от страна на Бог Отецот, за да се моли и да се стапува за нас. Апостол Јован вели за тоа. Ова не го пишам за да не греши, иако некој греши, Отецот имаме составени Исус Христос прави Прва Јована. Секој вистински христијанин треба да се пази од греха. Но и да грешиме имаме заставено греха. Нашето спасение не се дели на нашето дело и нашата правда, туку на Христовото совршено дело на Неговата правда. Секој Божи дете е запечатано со Светот, кој ще живее у нас. Секој друга религија може да говори за пророк кој умрел, но само христијани да може да говорат за Синот Божи кој е воскреснат и е вечно жив. Тој седнал десno на Бога Отецот, тој живее во нас преку Светиот Дух. Исус Христос е жив и нашите грехови се простени. Гробот во кој бил погребан Христос се уште постои во Јерусалим. Тоа е празник. Тоа може да се види на интернет и во други видеа, кај што на лице место се кажува гробот кој е направен. Кај што најверојатно бил положен во се наоѓа во една празна и друга, како што пише ovo слово. И градината била на Јосиф од Арманеја, кој заедно со Никодим досирнале телото на Исуса и го погребале во тој гроб. Киша на предлагате да дадете Исуса. Има луѓе христијани кои што живеат во Јерусалим и доброволно го одржаваат на место и секој што отворено за посетители. Нашиот Спасител е жив. Воскресна и е може да се погребне на Него. Кога му се јавил на апостол Јован, на остров Патмос, апостол вели, што го видел Павлов неговите нозе како мртви. Он ја сложи својата рака, десна рака во земја и рече: не бој се, јас сум првиот и последниот и живеам без мртвото и ето жизнь за сите векови. Отворење до најскоро. А во Јована беше таа следна, зашто Бог толку возлюби светот, што даде својот Син, да секој што верува во Него да не погине, има живот. Секој што верува во Него нема да погине, но ќе има живот вечен. Има ли некој кој што не сака да има живот вечен? Кога прв пат ми се јави Исус на Марија Магдалена, на учениците, на прв поглед не може да го препозна. Не може. Марија помисла дека го гледа Марија, а учениците помисла дека гледа друг. Зошто е така? Па затоа што пред 3 дена Исус ги гледа много изненаден, истожен и чуван, со црно венец на главата, со проботни раце и носи, опрен со крв. Пророк Исаја вака го уште. Исаја 50 глава 20. Нема во него љубов, ниту ничи. Ние го видовме и во него немаше искрен.
Што ќе не изгледува на него. Тој беше пресен меѓу човек на Бог, свикнат на страдание. Ние го